Добро вечер. Започнуваме со урбаните вести. Во Скопје денеска е промовиран ново формираниот Македонски сојуз за борба против ракот мазборак, во кој членуваат Сдруженијето Пеперутка и други здруженија, кои действуваат на полето на борбата против ракот од струмица, прилеп, штип, битола и Свети Николе. Председателот на Македонски сојуз за борба против ракот Јовица Пријевиќ рече дека на основачкото собрание пред неколку месеци усвоиле декларација во која бараат пациентите да имаат право еднакво да се лекуваат, без оглед на местото на живење, полот, возраста, видот и степенот на болеста, континуирано да се лекуваат со најсовремена терапија, целосно да се ослободат од партиципацијата за сите здравствени услуги, а релевантните фактори во државата да се ангажираат во едукација на населението за рано препознавање на ракот. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести, а еве што останато ќе видите во нив. Започна изградбата на новиот пензионерски дом во населеното место Љуботенски пат. Од 4 ноември започнуваат есенски музички свечености. Промовиран романот Јавачот на Божилак од Горијан Петревски. Во населеното место Љуботенски пат деновиве започнаа градежните работи на новиот пензионерски дом. Иницијативата е на пензионерите од ова населено место, а општина Бутел за реализација од својот буџет го поддржа проектот со средства во висина од 150.000 денари. Прилог на Томислав Атанасовски. Деновиве на територија на општина Бутел, поточно во населеното место Љуботенски пат, започнаа градежните работи околу изградбата на новиот пензионерски дом. Станува збор за приземен објект со димензии 8 метри пута 7 метри, кој треба да одговори на потребите на пензионерите на ова населено место во општината. Тука најстарите жители на Љуботенски пат ќе може да се дружат, да се социализираат, да играат разни игри и да го поминуваат своето слободно време. Денеска навистина ми е посебно чест и задоволство што сум со овие прекрасни луѓе тука, со кои што се познаваме многу одавна и пред да бидам градоначалник. Моето ветување беше дека не само градоначалникот во периодот што доаѓа за овие 4 години ќе се грижи за младите, ќе гради училишта, градинки, напротив, грижата за повозрастните исто така ќе биде во преден план. Веќе сме на прагот на изградбата на 4-тиот клуб, пензионерски клуб во ова населено место. Она што е карактеристично, значајно за ова населено место, пензионерскиот клуб го градиме на некој начин од темел. Сите овие граѓани, жители на населеното место Љуботенски пат, даваат свој придонес за да се изгради овој клуб. Ние како локална самоуправа, јас како градоначалник, во границите на нашите можности, успеваме да обезбедиме она што е неопходно, да што можеме поскоро да го изградиме овој клуб. Едно убаво, пријатно каче, кај што пензионерите ќе можат да го поминуваат своето слободно време. Овие луѓе заслужиле за дел од својот живот им се обезбеда што побрзо, што поубаво ги поминуваат своите денови. Се надевам дека јас многу брзо, кога ќе дојде денот, ќе бидам нивен член, посебно затоа што живеам во непосредна близина и ќе ги посетувам. Јас како советник, представник од ова населено место, изразувам голема благодарност до градоначалникот и до локалната самоуправа на општина Бутел, што токму во овој момент на ова место се гради голем габаритен објект, тоа е пензионерскиот дом за населеното место Љуботенски пат, и изразуваме голема благодарност и поддршка на сите активности што ќе се одвиваат во натамошното работење на општината Бутел во Љуботенски пат. Јас како најстар пензионер овде, веројатно, голема благодарност од градоначалникот Петре Латиновски, што навистина оно што го ветуваше, но си го направи. Пред објектот ќе се изгради паркинг простор од бекатон плочки, а задниот двор на пензионерскиот клуб ќе биде хортикултурно уреден. Иницијативата за новиот пензионерски клуб е на пензионерите на Љуботенски пат, а проектот финансиски е поддржан од општина Бутел со средства во висина од 150.000 денари од буџетот на општината. Градоначалникот Латиновски е задоволен од соработката со пензионерите, а грижата за повозрастните лица и понатаму ќе продолжи со отворање на нови пензионерски домови и во останалите населени места на територија на општина Бутел. Во програмата на општината за следната година предвидено е да се изгради и пешачка патека за помладите жители на населеното место Љуботенски пат за побезбедно движење во должина од 500 метри и ќе се протега од заобиколницата до населеното место Љуботенски пат.
Најчитаниот македонски автор за деца и тинејџери Горијан Петревски денеска во Домот на културата Илинден го промовираше новиот роман Јавачот на Божилак. Тоа е приказна која блика од мудрост и лирски нијанси, кои едноставно можат да го возбудат духот на читателот. Романот Јавачот на Божилак во својата содржина е ведар и на свој начин речит и говорлив, со духот на денешните млади генерации. Главниот лик е девојчето Божана, на која мајката Стефанија од мајчинска љубов и искумува уште едно име Цутинка. Горијан Петревски во повеќе наврати е прогласуван за најчитан автор со бројни награди за своето творештво. До сега објавил на 30 наслови, раскази и романи за деца и тинејџери, од кои некои доживеале и по 14 изданија. И оваа година пред да се појави мојот најнов роман Јавачот на Божилак, изјави ви желба промоцијата да биде овде пред учениците, наставниците, пред луѓето од населбата Илинден. Мислам дека навистина избрав и прекрасен простор со оваа задна субава сала во населбата Илинден, која како да е измислена за вакви промоции. Несомнено, Горијан Петревски е еден од авторите кои ги одбележа изминативе 2 децении во македонската книжевност за деца и млади. Тоа го потврдува и податокот дека во моментов е и најчитаниот автор за деца и млади и податок кој што не е само за оваа година, туку податок кој што е актуелен веќе повеќе од една деценија. Во неговиот развоен пат тој заокружи една своја творечка целина со трилогијата за споменка. По објавувањето на трилогијата за споменка се појавуваат 3 романи, од кои што еве најновиот е Јавачот на Божилак. Несомнено, Јавачот на Божилак е најдобриот роман од новата развојна етапа на творечкиот пат на Горијан Петревски. Сериозен авторски потфат, би рекол и сериозен проект, со кој воспоставува едни нови критериуми за тоа како треба да изгледа книгата, која во исто време ќе ги задоволува критериумите и на читателската публика, и на критиката, со тоа ќе ги задоволува и критериумите за естетското во неа, критериумите за педагошкото во неа, но педагошкото присутно без при тоа да му наштети на естетското, но и критериумите кои што во времето во кое што живееме ги поставува културологијата, современото општество и сите оние предизвици пред кои што се поставени новите генерации и улогата која што ја има книжевноста да ги насочи кон вистинскиот пат во животот, меѓу другото една од тие и развивањето на добриот меѓуетнички соживот, нешто што е присутно и овде, развивањето на верската толеранција и на меѓусебното почитување меѓу религиите, но истовремено овде е присутна и темата како на вистина да се застане на нозе и како на вистина човек да зачекори во животот. Богата музичка програма најавуваат организаторите на манифестацијата Есенски музички свечености. Со 12 концерти во периодот од 4 до 30 ноември ќе се збогати скопскиот културен живот. Традиционалната сезонска манифестација Есенски музички свечености за овој ноември најавува изведба на 12 концерти од реномирани имиња во светот на класичната музика. Ноемврискиот репертуар ќе го отвори пијано вечерта, музиката продолжува, посветена на Снежана Анастасова Чадиковска, која по 40 годишна педагошка дејност заминува во пензија. Концертот ќе се одржи на 4 ноември во музеот на град Скопје со почеток во 20 часот. Ке започнеме на 4 со концертот на Снежана Анастасова, посветен на нејзе. Продолжуваме утредента со Михајло Арсенски, еден концерт кој што го договараме 3 години. Следи 2 дена Гитар Фест, па концертот на Јета Старова и Ермал Мехмети, концертот на Факултетот за музичка уметност посветен на македонските композитори.
Програмата оваа година ќе одбележи меѓу другото концертот на дуото составено од Дарко Никичевиќ и Срѓан Булатовиќ кој ќе настапат во културно-информативниот центар на 8 ноември. Концертот на студентите на факултетот за музичка уметност од Скопје кој ќе се одржи на 18 ноември, како и танцовото патување на постјугословенскиот културен простор Хехе Хелиум кој ќе се одржи на 29 ноември. Затварањето на манифестацијата ќе биде во знакот на флейтата на 30 ноември во Музеот на македонската борба за државност и самостојност со вечерта Мечтаеме со звукот на флейтата по диригентската палка на Саша Николовски Ѓумар. Специфичноста сакам да нагласам на овој фестивал е тоа што учесниците, тоа се секако врвни етаблирани светски музичари. Првата вечер имаме едно изворено дуо од Црна Гора, тоа се Дарко Никчевиќ и Срđan Булатовиќ. Едното е фламенко гитарист, другото е класичен гитарист. Меѓутоа направи еден изворен спој на две гитари и нивните обработки на црногорските теми на сегате по светот се одлично прифатени. Задоволството е уште поголемо што како флейтист го имам, може би за мене најубавиот момент да го затворам фестивалот. Како концерт ќе биде на 30, значи на затварањето на фестивалот, мислам дека направивме еден убав избор, една убава програма, делава кои што ќе бидат изведени на нашиот концерт ќе бидат претежно премиерни дела или дела кои што се обработени за флейта и камерен оркестар. На овој концерт ќе настапам заедно со Ladies камерниот оркестар, тоа е еден нов камерен оркестар кој што има една голема перспектива и диригент на овој концерт ќе биде маестро Саша Николовски Ѓумар. Во населбата Железара се гради ново училиште, кое што според проценките ќе има капацитет да приме 400 ученици годишно. Камерата на МТМ телевизија сними дел од градежните активности кои се одвиваат на терен, неколку дена по поставувањето камен темелник на училиштето. Пред неколку дена беа удрени темелите на новото основно училиште Григор Прилича во населбата Железара, во кое образованието ќе го стекнат 400 ученици. Камерата на МТМ телевизија излезе на терен со цел на нашите гледачи да им прикаже слика за текот на градежните активности. Прв пат по 48 години откако е изградено училиштето, градежни екипи напорно работат за изградба на ново, современо и по сите светски стандарди основно училиште. За реализацијата на овој проект се обезбедени средства од кредит на Светска банка во износ од 72.444.000 денари, како што истакна градоначалникот Тони Трајковски. Доколку во иднина има потреба да се надмине бројот од 400 ученици, постои можност за доградба од уште еден кат. Планиран е подрумски простор, приземје и еден кат со вкупна површина од 2053 метри квадратни. Во училиштето ќе има 12 училници за настава, од кои една за целодневна настава, а ќе има кабинет и за предметна настава. Училиштето е проектирано со сите потребни стандарди. Има кабинети за физика и хемија, историја и географија, музичко, уметност и компјутерска лабораторија. Планиран е простор за библиотека и медиотека, трпезарија со сервисна кујна, машинско оделение со работилница за тековно одржување на објектот, како и потребен магазински простор. Обезбеден е лесен пристап за лицата со посебни потреби, со пристапни рампи и лифт. Објектот е енергетски ефикасен, согласно сите градежни и енергетски стандарди, со што ќе се придонесе за заштеда на енергијата за затоплување и заладење. Утре завршува сезоната за изнаемување велосипеди од градски паркинг, како дел од проектот Изнаеми велосипед, соопшти ова јавно предпријатие. Во текот на зимата, иако деновите се уште топли и сончеви, градски паркинг нема да изнаемува велосипеди на граѓаните. Од јавното предпријатие Градски паркинг, како и минатите, така и оваа сезона, се незадоволни од односот на граѓаните кон велосипедите, односно се жалат дека повторно се во загуба. Свиста кај граѓаните никако да се промени. И понатаму поголем дел од велосипедите ни се враќаат скршени и демолирани, па повеќе пари даваме на поправки отколку што остваруваме профит. Секоја година мораме да набавуваме нови велосипеди, затоа што ланските се искршени. Велото
од јавното претпријатие Градски паркинг. Проектот повторно ќе се активира на пролет, што временските услови го дозволат возењето велосипед. Досега велосипеди се изнаемуваа на 4 пункта кои се наоѓаат на различни локации: кај градската болница, кај Треска, во аеродром кај трговскиот центар Бисер, за непромената цена од 10 денари за час. Како и претходните години, така и ова. Фонтаните во реката Вардар ќе бидат исклучени, а фонтаната Војнот на Коњ ќе биде и покриена со заштитна церара, со цел да се заштитат системот за водни ефекти, како и мозаикот во фонтаната. Според најавата, исклучувањето на фонтаните ќе се случи на 3 ноември, но не се исклучува можноста за предвремено исклучување доколку температурите станат екстремно ниски. Со затварањето на централната фонтана Војн на Коњ во центарот на Скопје ќе се соберат и сите парички што скопјани и туристите ги фрлале за среќа под коњот на Александар. Од општина Центар информираат дека со секоја измината година се повеќе се намалува сумата која се собира од паричките фрлени за среќа. Во 2011 година беа собрани и донирани во хуманитарни цели околу 2000 евра, додека во 2012 далеку помалку, изјавуваат од Центар. 21 проект се пријавени на конкурсот за идејно решение за новото основно училиште во скопската населба Капиштет, што го објави општина Центар. Жири комисијата почна со разгледување на проектите и првичната оценка е дека има голем број добри и издржани решенија кои ги задоволуваат просторните потреби и естетските критериуми за изградба на основно училиште во Капиштец. По деталното разгледување и изборот на најдоброто решение, сите пристигнати проекти ќе бидат ставени на увид на јавноста со организација на изложба и подготовка на каталог, се вели во соопштението од општина Центар. Новото училиште ќе биде наменето за 500 ученици со 20 училници, кабинети, физкултурна сала, надворешни терени, простории за настава на отворено и со многу зелени површини. Тоа ќе биде прво основно училиште во оваа скопска населба. Голманот на Менхенгладбах Тер Штенген за 10 милиони евра ќе премине во Барселона. Започна новата сезона во НБА лигата. Мајами стартуваше со победа, Лейкерси ги изненадија Клиперси. За ова и останатите вести од спортот ќе дознаете нешто повеќе веднаш по рекламите.